4 јули 2022 година, термин за централното издание на вести на КТВ телевизија. Започнуваме со подготвените содржини веднаш. Продолжува градежната експанзија во Кавадарци, во тек е реализација на поголемиот проект за реконструкција на атмосферска и канализациона мрежа, како и одвојување на атмосферската од фекалната канализација. Како што информира денеска од локалната самоуправа, се работи на реконструкција на фекална канализација на улиците Ѓуро Ѓаковиќ во должина од 60 метри и диаметар фит 250, и на реконструкција на фекалната канализација на улица Фуштани во село Раец во должина од 100 метри и диаметар фит 250. Продолжува поставувањето на фотонапонски панели на јавните општински објекти во Кавадарци. Деновиве се поставија и во општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци, па следуваат и останатите 3 објекти кои се планирани во овој проект. Во Кавадарци за прв пат се реализира ваков иновативен проект со кој ќе се придонесе за заштита на животната средина, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, бидејќи овие фотонапонски системи работат на користење на обновливи извори на енергија. Во изминатиот период од почетокот на реализација на овој проект поставени се панели на општинската зграда и на општинските основни училишта Димката Ангелов Гавер од Кавадарци и Ваташа, Тоде Хаџитефов и Страшо Пинџур, како и во гимназија Добри Даскалов, велат во информацијата од општината. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 3 дена, или од 1 до 3 јули годинава, направени се 1695 тестови, а регистрирани се 290 нови случаи на COVID-19. Најголемиот број 196 се во Скопје, во Кавадарци има 7, а во Неготино 1 нов случај. Во моментов во Кавадарци активни се 34, а во Неготино 5 случаи. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски денеска најави дека ќе има поевтинување на нафтените деривати. Денеска дизелот се намалува за половина денар, а бензинот за 1 денар. Во однос на новиот тарифен модел за струјата, Беслимовски појасни дека има механизми за да се заштитат потрошувачите. Зголемувањето за сметка од 3000 денари, тврди Беслимовски, би било од 150 до 200 денари. Распишани повеќе од 7 јавни огласи или 13.785 хектари земјоделско земјиште е ставено на располагање на земјоделците, се вели во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. МВР продолжува со превентивните акции за поголема безбедност во сообраќајот. За безбедно лето се спроведува кампања под мотото "Носи кацига, вози одговорно". За внатрешни работи во склоп на планот за безбедно лето продолжува со низа активности со кои што се обидуваме да зголемиме безбедноста и им благодараме на нашите партнери од Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот и од Факултетот за безбедност, кои што заеднички придонесуваат во оваа кампања која што ја спроведуваме и денеска во Куманово, со која што апелираме особено до возачите на мотоцикли и електрични тротинети да носат кацига и на тој начин да придонесат и за својата безбедност, но и за безбедноста на сите други учесници во сообраќајот. Овие сите активности кои што ги преземаме очигледно дека даваат резултати. Во првата половина на оваа година имаме 44 жртви на сообраќајниците, што е за 14 помалку од минатата година, а сите знаеме дека минатата година беше најбезбедна година во последните 15 години. Значи сите овие активности очигледно, благодарност и до граѓаните кои што ги почитуваат правилата, даваат резултати, но мораме и натаму да продолжиме со активности затоа што и една жртва за нас е многу. Затоа со заеднички активности, со заеднички сили, сите да придонесеме за побезбеден сообраќај. Уште еднаш апелирам до граѓаните: носете кациги, почитувајте ги сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за што е можно поголема безбедност. Увестите информации од спортот. Данило Брестовац е нов тренер на ГРК Тиквеш. Со ангажирањето на Брестовац, кавадарчани ќе започнат да го пополнуваат ростерот за престојната сезона. На почетокот беа само шпекулации, но сега и официјално.
поранешниот македонски селектор Данило Брестовац ќе биде новиот тренер на екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш. Брестовац е поранешен репрезентативен голман на Македонија и голман на повеќе македонски клубови. Беше помошен тренер на Лино Червар и Ивица Обрван во македонската ракометна репрезентација, а до пред една година и самиот ја водеше репрезентацијата. По една сезона помината на Блискиот Исток, каде што со екипата на Ал-Мадар од Саудиска Арабија стана шампион и победник на Суперкупот, Данило Брестовац се враќа во Македонија. Околу еден месец трае преговорите помеѓу Кавадарчани и Брестовац за конечно соработката да биде официализирана. Доаѓањето на Брестовац во Кавадарци значи и дека Тиквеш годинава ќе доведе засилувања и ќе има и играчки посилен и поамбициозен тим. 4 нови ракометни правила. Промените се однесуваат на пасивната игра, брзиот центар, опасните шутеви на топка со која ќе се играат средбите. Од 1 јули годинава и официјално Светската ракометна федерација воведе неколку нови правила во ракометната игра. 4 промени стапуваат на сила со почетокот на следната сезона. Промените се однесуваат на пасивната игра, брзиот центар, опасните шутеви и на топката со која ќе се играат средбите. Голема и единствена промена кај пасивната игра е намалувањето на бројот на додавања. Светската ракометна федерација дојде до заклучок дека 6 додавања се премногу, дека акциите траат предолго и бројот на додавањата се намали на 4. Првото додавање по прекин не се брои. Играч што ќе ја добие топката ако тргне во напад и без да додаде и притоа биде фаулиран, не потроши додавање. Секој шут од игра или седмерец што ќе заврши во главата на голманот се смета за опасен шут и се казнува задолжително најмалку со 2 минути, а по проценка на судијата и со црвен картон. Новитет е тоа што на центарот на теренот ќе мора да има сега и круг со радиус од 2 метра, што ќе биде означен, односно обоен, со поинаква боја од другиот дел на теренот. Акцијата по примен гол ќе може да почне од кој било дел на кругот во дадена ситуација, па дури 2 метра во просторот на противникот. Треба само играчот што ќе ја почне акцијата да биде внатре во кругот, а и топката со целиот обем мора да биде внатре. Додека е во кругот, играчот ќе може да претрча, да направи колку сака чекори, но нема да смее да ја тапка топката. Одбранбените играчи ќе смеат да блокираат од кој било дел од својата половина, но мора да бидат надвор од кругот и да парираат надвор од воздушниот простор на кругот. И уште една измена, новите топки ќе бидат самолепливи и лепак нема да смее да се користи кога ќе се игра со такви топки. Згаснува и Академија Пандев. Се шпекулира дека пандевци ќе ја одстапат прволигашката лиценца на Беласица. Новата сезона во првата македонска фудбалска лига, според шпекулациите, се уште не се знае со колку клубови ќе стартува. Веќе зборевме дека првата екипа која се откажа од настапот е Ренова, а веќе се најавува и втора. На големо изненадување се говори за тим кој оваа сезона ќе игра во Еврокуповите. Според медиумските шпекулации и нивните неофицијални информации, Академија Пандев е екипа која следната сезона заедно со Ренова од Тетово нема да игра во првата македонска фудбалска лига. Академија Пандев е во сопственост на најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев, а оваа сезона заврши како вице-шампион и ја чека настап во конференциската лига на УЕФА, каде следува двомеч со полската Лехија. По одигрувањето на интернационалните надпревари во конференциската лига ова лето, Академија Пандев ќе згасне како име и клуб од македонската фудбалска карта. Од следната сезона, Академија Пандев ја отстапува прволигашката лиценца на својот постар струмички брат, Беласица, откако двата клуба се договорија за еден вид заедничко функционирање во иднина. Согласно најавите, Беласица останува со својот втор тим да се надпреварува и во втората македонска фудбалска лига.
По настапот во конференциската лига, според договорот, дел од најдобрите фудбалери од Академија Пандев ќе бидат регистрирани за Беласица, која ќе игра во првата лига, а остатокот ќе играат во второлигашкото друштво во вториот тим. На потек сега е Фудбалската федерација на Македонија да потврди или демантира вистинитоста на сите овие шпекулации. Иако се вистинити, со колку екипи ќе се игра во првата лига и по кој систем. Утре предпладне ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност, попладне и во вечерните часови ќе има развој на нестабилна облачност со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа со услови за појава на краткотрајно невреме. УВ индекс 9, температура до 38 степени. Во среда на повеќе места ќе биде нестабилно и ќе има пад на температурата, особено во северните делови за 3 до 5 степени. Нов влажен бран со пад на температурата на секаде ќе има од петок и за време на викендот. Од денес до крајот на периодот ќе има појава на локално невреме со интензивен пороен дожд, град и силен ветер, се вели во пошироката информација од Управата за хидрометеоролошки работи, со која и го завршуваме ова издание на вестите. Благодарам што бевте со нас, имајте секое добро со нашата програма.